Ova je video za mladite, za onije mladi koji što mislat deka se ne srekni zato što nema dečko ili devojka, deka koga ќе najdat својата љубов, кога ќе влезат во врска, дека ќе бидат многу среќни, дека тоа е една од причините зошто тие не се среќни, дека тоа е една од работите кои што им фали, недостига, за да бидат среќни, но исто така и за оние повозрастните кои живеат во истата идеја, дека им е потребен партнер за да ги усреќи, дека не се среќни затоа што се сами, дека кога би имале врска би биле многу посреќни и така натаму. Јас сум Жаклина, тренер за личен раст и развој и коуч под супервизија на програмата Оли, а вие сте на каналот Ти можеш и добре дојдовте во уште едно ново видео. Најпрвен да расчистиме една работа. Одлично е да имате свој партнер на кој што ќе му верувате, кон кого ќе чувствувате љубов, со кого ќе можете да споделувате многу, да имате разбирање, да имате убав однос, да сте среќни со него, да сте задоволни во се што правите, да ви е интересно, забавно и нормално, дека сите ние го посакуваме тоа или повеќето од нас. Тоа не е карактеристика само за тинеџерите и адолесцентите. Сите ние сакаме да имаме некој со кој ќе може да споделуваме, да се радуваме, да тагуваме и да градиме односи кои што ќе траат и ќе ни го разубавуваат животот. Меѓутоа, нели, не е секогаш така, немаме секогаш партнер, не е секогаш партнерот онаков каков што го замислуваме, идеален, совршен, нашата сродна душа. Во еден дел од животот сме сами од различни причини, но тоа не е причина ние да не сме среќни. Или спротивно од тоа, партнерот не е тој кој што треба да не направи среќни. Можеме да бидеме посреќни, може да ни биде поубаво, подобро, дека е полесно да се споделува со некого, дека е убаво да имаш односи во кои што имаш разбирање не само со партнерот, со пријатели, со своето семејство. И се тоа помага, ја облагородува душата, го збогатува животот. И тоа е така. Меѓутоа, тоа не е причина ние да бидеме несреќни, односно, не е ничија задача и улога нас да не прави среќни. Затоа имам снимано уште едно видео, под наслов ќе бидам среќна кога, па ќе ви го ставам линкот и таму зборувам поопшто за многу други работи кои што ние ги бараме, очекуваме, трагаме за да не направат среќни. Сум видела многу луѓе кои што се во партнерски односи, а не се среќни. И знам дека и вие знаете такви. Сум видела многу луѓе кои што според нас имаат прекрасни партнери, но не се среќни. Затоа што од некои своји лични причини тие луѓе се несреќни, незадоволни, не се сакаат себе си, не се вреднуваат, не им е исполнет животот или напросто поминуваат низ период во кој се тажни, во кој им се случуваат неубави работи и тогаш партнерот или партнерката едноставно нема моќ да ги направи среќни. И тоа не е работа на партнерот или партнерката. Ние сме тие кои треба себе си да се доведеме во некој константно чувство на среќа, што не значи дека постојано ќе бидеме насмеани, ведри и забавни. Само ќе бидеме среќни, задоволни, смирени, како сакате наречете го тоа. Дури и тогаш, кога ќе бидеме многу тажни, ќе си дозволиме да бидеме тажни, да оттагуваме, меѓутоа да не заборавиме колку сме среќни, затоа што сме овде, затоа што сме ги отвориле очите, сме дишале денес, сме ги виделе лицата на нашите најблиски, сме имале можност уште еден ден да направиме нешто за себе, за другите, за светот. Тоа не значи дека се идеално совршено, се што ни се случува е прекрасно, лесно, едноставно. Не. Туку дека ние избираме да бидеме среќни, генерално, животно и подготвени да се носиме со се што ќе не растажува, што ќе не прави помалку среќни со сите наши предизвици, затоа што тоа е дел од сечи живот. Ако очекуваме во сите такви ситуации партнерот да има некоја магична моќ и да не усреќува,
Nevozможno je. Ako sme tažni, tažni sme. I nema nešto od nadvor što ke ne napravi srećni. A i normalno je da sme tažni, normalno je da sme luti, gnevni, besni, nezavisno da li nije imame partner ili ne. Kolkava odgovornost mu predavame nekomu, so toa što očekuvame da ne pravi srećni. Kolkav tovar stavame na nečiji grb, dodeka toa go barame od partnerot ili partnerkata, nije zaboravame deka i nije sme partnerot ili partnerkata na drugata ličnost. Pa zamislite kako bi bilo koga nekoj od nas bi barali i očekuvali postojano da ga pravime srećan ili srećna. Kako se pravi to? Nije možeme nekogo da ga usrećim na dnevno nivo, da mu napravim neko iznenaduvanje, nekoja radost. Neko može da je srećan zato što ne ima, što ne sretno, što ne poznava. To ne znači da će bude generalno srećan životno. Nije možeme da je spodelime našата sreća. Možeme da budeme srećni zajedno. Međutim, ako dlabokovo sebe ne sme srećni, ništa odnadvor nima da može da go motivira to vo nas. Zato što nije, jednostavno go nemame vo sebe. A to što go nemame, odnosno što ne smo osvestile deka go imame, što ne smo go razbudile, ne može da go razbudi nekoj ili nešto od nadvor. Toj čovek, partner od partnerkata, ima svoj život i toj nema da bude postojano vesel, nasmejan, radosen i njemu je rabota postojano da misli kako nas da ne usreći i zadovolji, iznenadi, izraduva. Ne zaboravajte, koga razmisluvate za to, kakov treba da bude partnerot, što treba da pravi, kako treba da se odnesu, koliko treba da ve raduju, srećuju, teka to je i vaša rabota, naša rabota. Zato i se vika partnerski odnos, da ima balans, da ima ravnoteža, da se podržuvamo, da se pomagame, da spodeluvame, da bideme zajedno i togaš koga sme srećni i togaš koga ne sme toliko srećni. Zato što je čovečki. Da možeme da se razbereme, da se prihvatime, da se podržime i da se motivirame jedni sa drugim, da je prepoznavame srećeta vo sebe i srećeta vo drugite i zajedno da je živeme. Ako ne se čustvujete srećni, ako ne se čustvujete zadovoljni, ako ne se čustvujete deka vredite, ako ne se čustvujete deka dovoljno se sakate sebe si, dovoljno go sakate život i pokraj toa kako ve i pokraj sve što nosi, togaž podobro je da budete bez partner, podobro je da rabotite na sebe, dodeka ne gi razbudite, otkrijete i ne guvate vo sebe site tije vrednosti, želbi, potrebi, karakteristiki, a pota da barate partner koji je sličan na vas i s kog gi delite. Velate, za sreće je potrebno malko. I točno, međutim, to malko treba se pronajde vo sebe i da se osvesti deka so toa malko nije sme srećni. So toa što go imame, a ne da se taguva po toa što go nemame. Pa tuka doagi prikaznate so partner od partnerkata, da bideme srećni, što se imame sebi si sobstveното zdravije, ljudje to koji mi se bliski, uslovite za život koji što gi imame, ona što sme go postignale, napravile, što sme iskusile. I ta sreća da je delime so nekoj, a ne da bideme tažni, zato što nemam momentalno, periodično partner koji treba da ne napravi srećni. Ne postoji to. Se dodeka barame i očekuvame nekoj odnadvor da ne napravi srećni. To zboruva mnogo za nas. Sum go pominala se do toa. Sum živela i ja svo takve zabludi. Sum očekuvala od partnerot da me pravi srećna. Sum zboruvala deka me pravi nesrećna. Ne mora da mi verujete. Samo razmislite za ova. Zato što i ja sam go pominala toa. I ja sam mislila deka sam nesrećna zato što sam sama. Međutim, v odreden periodi sam izbrala da bidam sama i sam bila srećna i zadovoljna. Ponekogaš je podobro da se bide sam, otkoliko da se bide so nekoj, bo nekakav odnos koji ne predstavlja radost, koji ne nego zbogatува životot, kada što nema razbiranja, kada što nema podrška, kada što nema ljubav. I ja sam smetala deka partnerat me pravi nesrećna. Međutim, ne, ja sam se pravila sebe si nesrećna poradi njegovite postupki, reakciji, poradi
nešto što rekol, pоради nešto što napravil, pоради to što ne gi zadovolil mojite očekuvanja. Ne mora da mi verujete, no jaz od iskustva vi kažu vam дека тоа е така и дека тоа е залудно потрошено време. Партнерот ќе прави тоа што сака, така како што смета дека е најдобро. Толку колку што освестил во себе, толку ќе ви даде, пружи, понуди. Ќе биде таков каков што е. Ќе се менува со текот на времето. Може би ќе имате и повеќе партнери низ животот. И дали вашата среќа ќе зависи од сите тие партнери различно? Дали ќе чекате од еден партнер до друг да бидете среќни да живеете, а другото време ќе бидете тажни? Дали сите луѓе кои се во партнерски врски се среќни и сами знаете дека тоа не е така? Меѓутоа, еве, нека ви биде ова една мотивација да размислите, да пронајдете други работи, да видите колку сте среќни, колку многу имате, колку многу вредите, колку многу љубов носите во себе, колку може да направите за себе, за светот. И тоа нека ве прави среќни. А потоа, најдете некој партнер, партнерка со кого ќе може да споделите таа среќа, затоа што и тој или таа ја освестиле среќата во себе и не очекуваат од вас да се појавите од некаде и да ги направите среќни. Јас ви посакувам многу среќа, да освестите колку сте среќни, што се имате. Ви посакувам многу љубов, многу разбирање во сите односи што ги градите, особено во партнерските. Ви благодарам што ме следите. Ставете лайк на видеото ако ви се допаѓа, споделете го ако мислите дека некому може да му помогне, на некој кој што е убеден дека неговата среќа зависи од некој друг, и со некоја нова тема се гледаме во некој ново видео. Се најубаво.